Со цел да се запознаат децата дека имаат право на медицинска помош, здравствена заштита и грижа, денес во градинката Тетекс беше приредена куклена представа за децата од најголемата група. Ова, но и другите нивни права, децата ги учат во текот на детската недела, која се одбележува од 1 до 7 октомври. Сите деца без исклучок треба да имаат права, без разлика на раса, боја на кожа, пол или вероисповед. Ова е внукот Панчо. А јас сум дедото. Дали некој од вас сака да биде лекар? Да! Што работи лекарот, деца? Прегледува. Сега слушајте внимателно, а после и вие ќе си играте лекари. Денешната куклена представа, но и работилницата заедно со бабите, се само дел од активностите кои во текот на оваа седмица се реализираат во сите објекти на детската градинка Младост во Тетово, а секако по повод неделата на детето. Градинката активно си зема учество со децата, воспитувачите им припремаат разновиден програм на децата за да ја одбележат оваа недела. Во сите објекти, значи преку цела недела се организирани разни активности, како што е во понеделникот имавме ден на убави пораки и зборови, во вторникот есенски радости, во среда куклена представа која се организира од страна на вработените, значи преку представа им се кажува на децата за нивните права, се запознаваат децата со правата. Во четврток имаме посета на библиотека или па имаме групи кои имаат средба со бабите, како еден вид на работилница, каде што бабите им кажуваат на своите внуци како они биле запознаени во свое време за нивните права и други активности. Исто така имаме во петок ќе биде експозето, каде што сите овие работи што се прикажани преку цела недела ќе бидат запознаени родителите со активностите и со сите работи што имаат изработено децата. Во состав на сето ова, видовме дека е потребно во овој објект кој е реновиран оваа година и фрлени са старите играчки, видовме дека е потребно да на децата им купиме барем играчки за неделата на детето, што и стварно го реализиравме и мислам дека ќе бидат многу весели со тоа што имаат нови играчки. Целта на детската недела е децата да се запознаат со нивните права, но и со врските кои ги имаат, како во семејството, така и во општеството. Редовно да одат на училиште, да ги почитуваат правилата на однесување, да ја чуваат околината и слично. Родителите и децата во оваа недела се запознаваат со правата на децата, но воедно и со должностите. Значи, децата се запознаваат со тоа дека не смеат да ги злоупотребуваат своите права и дека имаат должности кон другарчиња, кон родители, кон целата околина. Значи, едната од темите која, со лисјата што ги работаат децата, ги лепат, значи, во меѓувреме на децата им се кажува дека лисјата не треба да се фрлјаат. Треба околината да се пази, колку е вредна хигиената на околината, да не се фрлјат ѓубрето каде што стигнуваат. Со тоа очекуваме дека децата еден ден ќе бидат свесни дека треба да ја пазимо нашата земја. Детето за полесен и усогласен развој на личноста треба да расте во семејна средина, во атмосфера на љубов и разбирање. Треба да биде подготвено самостојно да живее и да биде воспитано во духот на мирот, достоинството, толеранцијата, слободата, рамноправноста и солидарноста. Се вели во Конвенцијата за правата на децата на Обединетите нации.